sada nije ono što smo pričali, što smo imali. Ovo sada nije to što smo željeli, što smo pričali. Ovo je to što si dio ti. 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 Ovo sada nije to što smo sanjali, što smo voljeli. Ovo sada nije to što smo sanjali, što smo živjeli. Ovo je to što si dio ti. 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 Поздрав до слушателите на Радио Канал 103, тука Златко Ѓелевски и вие слушате Главна струја. Со мене во студиото е еден музичар кој што има и тоа какви убави вести да ви најави, има материјал кој што можевте да го слушнете на пред неколку минути, односно тоа беа композициите еден бакнеш во негова интерпретација и неговата тема отпеана на српски јазик Дах улице. Со тоа што тие што го познаваат неговиот манеризам на свирење и на пеење, ќе го препознаат и по самите две композиции кои што изслушнавме. Имено со мене денес во студиото е Томи Апостолов. Тоно, добре дојде.
Добро те најдов, Златко, фала ти на покана. Последниот разговор кој го правевме во етер беше по повод на излегувањето на твојот албум Moonraker. Како си задоволен од реакциите на албумот од страна на луѓето кои го преслушаа тука и надвор? Какви реакции добив? Одлични реакции. Коинцидентно пред недела дена добив порака од дистрибутерот што ми е за Европа дека се распродале сите физички копии. И Одлично. треба да печатиме уште. Така што јас не ни очекував, бев скептичен на потегот да направам воопшто да инвестирам да се направат, бидејќи мора да во поголем тираж да инвестираш. Така. Бев скептичен дали да го направам или не, го направив и ете за година и за година и пол се продадоа сите, што сум супер среќен со тоа. Супер реакција од слушателите имаш во поглед на овој материјал? Па мислам дека не од тука барем не очекува нешто такво, а тоа и ми беше идејата. Да оставам гитарата, да оставам вокал, Така. да свртам на нешто сосема што не го знам и што не знам јас на крај што ќе излезе. И супер проект, се осознав себе на некој начин. Уште нова димензија која што Нова димензија. ти отвори поглед кон создавањето на музиката. Разговаравме и за Into the Noir потфатот, како и за мотивот за правење на Closer, нели, трибют проектот на Joy Division. Забележав и заеднички настап со бендот Men in a Suit. Како дојде до таа соработка и што произлезе од неа? Да, во неколку наврати имаме свирено заедно со мене на свит. Им гостувам на нивни композиции и свириме песни од Морфин, Одлично. живо. Дечките нема, знаеш, можеби знаеш, Така. во Телма, во Макотек се запали комплексот Така. и многу бендови Така, да. изгубија. Останаа без дом, без буквално. дом и дечките дојдоа кај мене, почнаа да прават проби, се запознавме и до таму се стркала и многу се погодуваме музички, многу се погодуваме како луѓе и викаме зошто да не направиме и музичка соработка да биде интересна и така. Така, кажи ми со оглед на тоа што се објави во претходниве неколку денови, нели, фотографијата каде што се оформи една нова постава од Men in a Suit и тебе, Да, или? да, би рекла, да. На што се дължи Дечките тоа? ми се сега се мојот пратечи бенд за Тонал. Се дел од мене на свет, а со Кирил саксофонистот работиме на посебен проект што ќе биде нешто што не зборувам се уште, Така. се уште е во зачеток, сигурен сум дека ќе промовираме нешто. Одлично. Тоа значи дека од тоа дружење преизнесе сега и доста многу спонтано, да. креативен Да, потфат. Значи сега може конечно да се пофалиме дека Тонал е формен бенд, Да, така. да. Одлично. Во меѓувреме забележав дека имаш направено кавер на една песна која мене многу ми е драга од моето детство, затоа што е една од првите кои ме индоктринирале и на визуелен и на звучен план во дисторзираната музика преку германските ТВ канали, а тоа е Енгел на Рамштайн. Зошто баш таа песна и од каде дојде идејата и за употребата и на периката и за визуелниот израз, меѓутоа и зошто и баш неа ја одбра за кавер? Ја одбрав неа бидејќи не знам германски, јас сум заглавен на англиски јазик и се што свирам постојано е на англиски. И сакав малку да се тргнам, не знам да изговарам германски, така што решив да, бидејќи со гитара можам песната да ја обработам, ја обработив со гитара и ставив лайв вокал од самиот Тил од Рамштайн. Така. Да, а визуелно мислам дека ми постојано во животот сум се менувал со секој проект, помалку или повеќе, и сметам дека е важно со звукот да направиш комплементарна слика, да не останеш ти иста звукот да се менува или обратно. Така, значи треба паралелно да движи се движат таа двете, прогресија, да, одлично. Се врати од Франција, кај што имаше неколку настапи во Париз, како што им потенцираше. Кажи ми по кој повод беше таму и како беше примен од тамошната публика, како реагира? Одлична организација и ме прашуваат луѓе и викам, да, најверојатно тука организацијата на Балканот е климава, па кога ќе излезеш си као не в чудо не виден, ама си позитивно изненадено. Така се си е на свое место, се си тече, Океј. немаш толку стрес за како ќе испадне нешто или нешто дека ќе отиде. Затоа што Погрешен договореното се правец. спланира. Договореното, да, си оди по протокол се. Свирав некој нов материјал, снимив 4 нови песни, лайв, и ќе видам што ќе правам со нив, не знам што ќе правам со нив. Планираш Само добив. EP да издадеш? Би било добро, да, како лайв EP, имам и од Берлин снимено, Да. пред тоа сакам да ги, дали по едно CD, дали две CD да ги направам. Ама во свое време, повеќе сум сега сконцентриран на ова што следи, што Така. како
Ти направи една одлична преработка на еден бакнеш на Нина Спирова која можевме да го слушнеме во препознатлив за тебе ритам и блуз, джез и лаунж форма со едно блузерско соло на крај. Кажи ми зошто се одлучи да ја тонализираш оваа тема, односно да дадеш свој подпис на твој начин? Имам доста песни кои ми се многу македонски, староградски, кои ми се многу драги и ме носат во некое можеби моја фиктивно време и фиктивно место во овој град, како што го сакам да го гледам. И решив дека една по една, кога ќе имам време, ќе ги обработам. Одлично. Ова е првиот чек. Да, имам следната од Зафир Хаджиманов. Така. Одлично. Оствари една соработка со виолинистката Ени Вичудолова, која резултираше со една лежерна композиција Аинсија, која ќе може да ја слушнеме по завршувањето на разговорот, која е отвораш со едно блузерско музицирање, на кое се надополнува виолината на Ени, па до крајот на неа на изменично се истакнувате со своите сегменти во оваа милозвучна тема. Како дојдовте до заедничкиот јазик за оваа композиција и кое е значењето на називот? Нема звучно. Јас го смислив зборот. Фонетски ми одговараше, а и не сакав да слушателот не сакав когнитивно да мисли што значи или да има значење, само сакав да се игра како инструментална трака, да се игра со чувствата. Со Ени, не знам, не спои заедничка другарка, запознавме и со Ени се гледаме ретко, ама кога се гледаме сме страшно продуктивни и работиме многу брзо. И сега нас спремивме во рекордно краток рок, она се сними за некои 20 минути и јас пред тоа исто за еден ден, мислам, се сними и комплетиравме многу брзо. Кажи ми, во контекст на виолината, твое инсистирање беше да биде инкорпорирано? Да. Така? Да, искомпонирав мелодија, пратив го мејл, сега она си ја одсвира со своја интерпретација, тие ноти, нели, како што само она знае. И супер соработка, многу ми се допаѓа. Ја слушнавме во предходниот сегмент и Дах улице, кое што е името на твојата, ако не се лажам, прва српска песна. Да. Поправиме ако грешам, станува збор за рок-н-рол композиција која што е на некаков крстопат помеѓу Тобија и ЕКВ и цел тој бран на бендови од 80-тите и 90-тите кои што го имаат тој сензибилитет на заборавена музика која денес неправедно заборавена. Во неа пееш ова е тоа што си бил ти, што штеднаш ме навлекува на она одамнешно време и на поранешен јас. Кажи ми зошто реши да твориш на српски? Мислиш дека со тоа ќе ти се отворат вратите, можеби на тој пазар да биде поприемчива твојата музика на север или сакаше ти да се изразиш пред се? Тоа би било едно да се отвори тој пазар, но исто како што нели со македонски вевергни имам нешто и од таа музика, одекава некое чувство што не можам да го доловам со македонски јазик и автентично е само да се долови со српски или таа ex-youth сцена да се долови така. И сакав и тука да се дадам да видам што ќе излезе од мене или како би фигурирал јас во тоа време и што би излегло во мене кога би бил во таа сцена, да речеме. Се барам себе технички со секој проект во некој различен правец. Така, одреден сегмент на тебе резонира очигледно и со таа музика и затоа ја сметаш дека е приемчива барем за младите денес или сметаш дека има некој губиток помеѓу оваа музика денес таму и тоа што денес се слуша во Србија, или? Не знам, зависи што младите како верувам дека има дел и група на луѓе што се поврзани со таква музика, но тоа сепак кај нив е нели музиката на нивните родители и младите најчесто се бунтуваат против тоа. Имаат период од животот кога се бунтуваат против тоа. Така што си одат во друга вода за да се оддалечат од музиката на родителите, сега подоцна кога ќе помине таа адолесценција, дали ќе се вратат на таа музика и ќе видат што навистина било квалитетно е. Тоа зависи од секој, нели, индивидуално е карактеристиката тоа на човекот си го вади на површина. Активен си на сите дигитални платформи од SoundCloud, Bandcamp, Spotify, имаш и Patreon свој. Колку овој начин на промоција му овозможува на артистот да биде во непосредна корелација со слушателот? Па, дефинитивно помага, само што е многу сам правам се. Немам тим или менеджмент некој многу секој ден одзимам многу време, ама викам моје да го правам, па сега што ќе се случува понатаму, нека се случува. Јас мојот дел да го обавам. Мислам само што станувам, прво гледам што има на социјалните мрежи кај мене, средувам што треба, одговарам на сите, гледам да одговарам на сите пораки, на се, па тек после јадам.
Одлично, тоа е професионално од твоја страна, ама знаеш дека може и тоа да те изеде еден Да, ден. може нели? и тоа да ми изем, да останам без доручек некој ден. Така, со оглед на тоа што колку ти овозможува туѓиот инпут во таа ситуација да го примениш и на твои дела, со оглед на тоа што нели на овие опции како Patreon можеш да стапиш во контакт нели со самите слушатели и нивните желби малтене да ги реализираш. Колку тебе како артист тоа те води напред, не знам. Немам. Јас Patreonот го формирам Така. како фан клуб, бидејќи на така, многу луѓе кои не се бават со ова, не им е познато што е, па како фан клуб го разбираат повеќе што се случува. Немам моментално таму опција да бираш нешто. Имам live Skype chats. Така? И имам необјавени работи, необјавени слики, необјавено аудио, необјавено видео. И постирам што никој не го гледа и треба да бидеш Patreon или дел од тој фан клуб за да имаш пристап до тоа. Така функционира, да. Меѓутоа и добиваш и нивен инпут, претпоставуваме дека тоа е во нивна корелација. Да, секој кој, мислам они се јас ги нарекувам супер фанови. Сакаат секој аспект да го осознаат. Одлично. Добро е што ги има. Супер, секако и тие се составен дел од развојот на себе си како музичар. We Was Car е твојата нова композиција, препознатлива за тебе со меланхоличниот почеток на пијано, но слушаме и поетски spoken word на женски глас кој што повикува на смислата на животот, навраќајќи спомени на средби и чекање на железничка станица со гласови како духови кои што се шетаат нели низ звучниците. За каква лузна станува збор вака станува збор за душевна лузна и добро. самиот weave збор на македонски е вајда да сплетеш, но не сум сигурен дали е сплетеш. Нешто. Како и да ми помогна многу Жаклина Сабики. Не е пеачка, но има одлична боја на глас, има одлична дикција и работиме и на македонска верзија и на германска верзија, бидејќи е професорка по германски. Одлично. И ја веќе ја изрецитира македонската верзија, моја е да ја испеам и предложуваме да работиме на германска верзија. Значи многу ми ја спаси песната буквално. А случајно ја чув сосема случајно на видео на стори. Така? Јас ја слушнав, зборуваше на видеото и се смрзнав и реков ова е тоа. Ми се поврза во глава дека таа боја на глас ми треба во песната и ја контактирав. Ти се допадна и дикцијата и функционираше во самата тема. А кажи ми во поглед на самата композиција, на што се должи ова меланхоличност? Па се должи на една моја душевна лузна, сплетена, да. Добро. Што морав да искажам. На прагот си на отпочнување на еден амбициозен и обемен музички проект кој ќе ти одземе, како што ми напомена, 6 до 8 години. Тоа е планот. Кажи ми, што те мотивираше да се впрегнеш во овој долготраен процес на создавање на 6 волумени и како ќе тече процесот на објавување? Те молам, елаборирај го заради тоа што е уникатен потват. Океј, значи две причини. Првата причина, луѓето не седнуваат да слушаат албум. Тоа е голем проблем. Некој да, но 95% Така, од луѓето не слушаат седнат и да слушаат албум. Најчесто гледам пуштаат песна од YouTube на лош квалитет и вртат на друга песна на YouTube од полош квалитет. Точно. И по сугестија нели на наредно видео и да, јас не би сакал да е така, но ги гледам што прават и гледам како се игра играта и моја е да некако ја пласирам таа моја музика. Добро. Иако не ми се допаѓа начинот на консумирање, јасно, некако да влезам во играта и решив да издавам сингл по сингл, бидејќи така се консумира, но не сакам да останат како расфрлани синглови после тоа. Сите ќе бидат greatest hits. Да, сите ќе имаат линија еден по друг поврзана и некое нешто заедничко што ќе ги поврзе. Ќе излегуваат еден по еден. Се надевам дека ќе излегуваат еден месечно или еден по месец и пол, тоа е планот. За континуитет да има. Континуитет да има постојано, затоа што сега имаме proximity ефект. Така. Као гледав интервју скоро како не можеш веќе да бидеш Џони Деп, да се скриеш во Алпите и да бидеш чуден и да не работи тоа. Да те нема 4 години и луѓето се прашуваат каде си, луѓето многу брзо поминуваат на следната работа и треба тој proximity ефект да се задржи цел постојано да бидеш. Да ти има на сцена, така. Тоа беше едната причина, втората беше што сакав да направам нешто поголемо, нешто што го нема направено. Некој вид мојот магнум опус да го изведам со 60 или 60 и неколку песни по едно издание под еден покрив. Не знам кој го има направ. Сигурен сум дека во 70-тите има бендови што тие експериментални и психоделични води што наврегле што имаат такви прв, втор, трет, осми осми волим, но ова е малце поконкретно и песните не се толку експериментални, иако ќе има.
ќе има, може да се очекува и по експериментално. Добро, имало, знаеш, и поголеми артисти кои што, еве, Джони Кеш прв ми падна со American Soldier. Нели, 4 дискови кои што ги сними буквално во последната година на неговиот живот. Со Рик Рубин, Да, што беше еден исто така одличен потфат, волуминозно дело, епско, до ден денес сметам дека му е една од најреминесцентните. Меѓутоа и ова твоето и тоа како ќе ти одземе голем дел од животот. Спремен Ама си за сакам, да, предизвикот? спремен сум, да. Заради тоа што сепак е ветување за наредни, не знам, онака парче Да, од знаеш, животот. мора да го направиш, ако не го направиш ветувањето, па можеш да се колебаш, вака готово, веќе си влегол и се апливај. Така, нема откажување понатаму. Одлично. А што е во однос на тематската целина која што ќе ги врзува во лумените? Ќе постои тоа? Насловот на сите ќе биде The Noir Sessions. Значи ќе има таа нуар нишка, многу сакам нуар филм пред се и од таму тој звук. Го сакам и Кафка, за мене не знам, Кафка има таа нуар, го има тој нуар сензибилитет и ги сакам нуар филмовите од 30-тите па се до дури нео нуар филмови многу. Одлично. Така што сите песни во The Noir Sessions ќе има таа нишка на нуар. Тоа ќе биде заедничко, значи за сите што ќе се провлекува, значи од валутен до еквилибриум. Ако може така во филмски фазон да се изразиме. Кажи ми што содржи проектот The Groove Machine? The Groove Machine е соработка со Тамара Глигорова и свириме кавери, ама ги свириме, дел од нив ги свириме во тотално видоизменета форма, што ќе го препознаеш мелодијата на пеење, можеби, ритмот е сосема друг. Така. Многу ми оди соработката со неа, многу си одговараме како луѓе, работиме од 2013-та. Кога не се лежам, еднаш се немаме спречкано за ништо. Мислам, за карање не правам ни моа. Да, тоа е. Чисто воопшто да не се сложиме немало, како многу сме пазиме еден на друг, да не стапнеш на некој, да не било што, како се чувствува. Мислам, многу синхронизирано работиме, многу коректно и нема шанси да прекинеме никако. Значи, сум немал таква соработка до сега. Знаеш, некогаш е добро во тие соработки, па да има и оган, па да се раскарате, па да некој да мотивира дополнително. Овде не, многу е се смирено и многу се тече постојано. И многу ми е чудно, иако можеби така треба да биде, мене ми е чудно и супер работиме, свириме еднаш два пати неделно обавдес. Така. Супер. А кажи ми докаде па е работата за документарниот филм Фантазмагорија? Немам време, само Добро. Ја прашати само кажувам дека немам време. Морам да И тоа е ветување кое што си го Да, морам, дури собрав повеќе материјал сега од Париз, имам исто доста материјал. Мора некогаш да почнам да го правам се финансиски, ова го работам. Значи јас морам пред се да имам да платам кирија, така. Сметки да покријам, па како после сите ние. Да има тоа да ми беше средено, јас одма ќе седнам филмот да го правам, ама имам приоритети што морам да ги обавам. Така да елаборираме зашто станува збор за Фантазмагорија. За Фантазмагорија, да, Фантазмагорија е документарец каде што ги следи моите турнеи низ Европа и тука имам снимано делчиња. Пред се сакам да покажам како се чувствувам. Бидејќи сите, мислам дека нема ваков документарец или барем јас не сум сретнал вако има. Сите се наративно се раскажува, даваат интервјуа од одредени луѓе кои го познавале артистот или артистите или самите артисти. Ова сакам да биде поинаку. Сакам да биде од чувствата. Сакам да од таа перспектива, од перспектива на како јас се чувствувам, преку звуци ќе направам посебен саундтрак, има сликата и звукот да создадат чувство на како се чувствуваш, загубен, под стрес, изнемоштен, среќен, со многу енергија, без енергија, депресивен. И тоа седа иде во еден склоп на измешани емоции која ќе го гледаш да чувствуваш, а не когнитивно да размислуваш на некој животен наратив или што би се случило. Нели talking head да не биде, туку да биде со визуелна поезија повеќе работено и да биде со не fly on the wall, можеби каде што ќе може да се отвориш повеќе во контекст на самите тие емоции кои што и потенцираш. И со музика точно направена за сцените. По сцените после тоа ќе компонирам музика точно да ги amplify, да ги засилиш. Да ги засилам. Кажи ми, сакаш како веб серијал да го вадиш на парчење? Имам размислувано многу, ама има си меч со две острици. Да, и едно има плюс. Супер е веб серијал, постои proximity ефект. Тука си цело време да речеме имаш месец. Достапен си, да. Обратната страна од тоа, не можеш да го пратиш по фестивали. Дефинитивно. Не можеш ништо готово. Си го ставил на веб и тоа е тоа, крај. А ако го направиш цел, тогаш можеш малци на поголемо ниво можеби да го промовираш и не сум одлучен во кој правец треба да се тргне.
Така. Се надеваме дека ќе може да го погледнеме во, не знам, до Не, крајот ќе го погледнете сигурно не архивирани се материјалите за чување, не се си, сето тоа. Сето тоа го поседуваш. Кажи ми, кои се наредните предизвици на Тонал? Освен The Noir Sessions, Така. што е поголемо, со Кирил Тројачанец, саксофонист, инаку од Скопје. Започнавме, имаме идеја за интересно проектче, инструментално, саксофон со мојот сензибилитет. Одлично. И неговиот саксофон. Знае да биде доста груп, знае да биде доста мелодичен. Мислам дека ќе добиеме некој интересен спој. Од друга страна да се завршат на Weave a Scar верзиите на македонски и на германски. Да. Добро. Тоа е сега за сега. Иако почнав да соработувам со на девојка од Австралија, Plum Green. Okay. И треба да работиме на авторска музика, не е започнато. Почнавме прва да видиме како ни оди во моментално спевојк на снимање на кавер. Да видиме како ќе се поврземе. Јас го снимив модел, чекаме она да сними во Австралија, да ми врати, па да се впуштиме во авторска музика, ако ни се допадне. Ке има и видео, она ќе го сними видеото во Австралија. Така. Јас ќе снимам на црна позадина, точно со светло ќе се ускладиме во Скопје и ќе ги монтирам после тоа и ќе издадеме видео. Одлично, интересно ова звучи и се надевам дека ќе биде реализиран исто така во скоро време од Ноар. Кои композиции ќе бидат составени фактички од првиот волумен? Значи сега од првиот волумен ќе ги чуеме Weave a Scar и Ein Sea. Така, значи двете теми ќе го најавуваат фактички појавувањето на ова епохално дело, ако може така да го наречеме. Кажи ми, наредната композиција кога да ја очекуваме од него? Па сега ставаме две, јас мислам Weave a Scar ќе биде званично објавена за некој ден, а наредниот месец ќе биде Ein Sea и понатаму ќе си паѓаат за месец или месец и пол ќе има по нешто ново. Одлично. Фала ти Тонел што беше дел од главна струја на Канал 103. Ти посакувам се најдобро и се надеваме дека ќе може да го комплетираш ова твое искачување на овие 6 планини кои што сакаш да ги направиш на музички план, заради тоа што верувам дека ќе биде исцрпувачки овој период, меѓутоа имаш креативност која што не може да се заузда туку така што се надевам дека ќе откриеш нови домени на твоето музицирање благодарение на овој потфот на кој што си започнал и будно ќе те следиме да видиме како ќе резонира самиот материјал кој што ќе го нудиш и ти посакувам многу успех со ново компонираната екипа за Тонал и да те погледнеме во живо што е можно поскоро со таа екипа. Работиме на тоа. А освен тоа каде може луѓето да те погледнат? Со останатите проекти? Секој најбазична форма секоја среда сум во джезин периодов. Така. Свирам мои песни, свирам кавери, мешам како ќе ми дојде. Добре. Тоа е сирова форма и константна свирка. Секој петок сум со Тамара. Така. Има, само нека ме пратат на Facebook, редовно објавувам каде сум. Така, одлично. Како што веќе напоменавме, Тонал е активен на социјалните медиуми, така што следете го во чекор него, меѓутоа тука ќе може да го слушнеме. Именно композицијата која што ја изведува заедно со Ени, за која што говоревме, Ein Sea, и во продолжение ја слушаме Weave a Scar, двете теми кои што ќе се најдат од неговиот 6-делен волумен, односно првиот волумен именно како Ноар. Фала ти Тонал што беше дел од главна струја. Беше мило, фала ти на покана. Останете вие со Канал 103.
skies. The walls surround me, fall into the light. I see you coming down. I see your open eyes. I see you with a scar. Where's your sense of life? Hey baby, where did you go? Hey baby, I thought I'd know. Meet you down the subway. Hear the train pull in. Do you still remember how I felt within? I see you coming down. I see your open eyes. I see you with a scar. Where's your sense of life? Hey baby, where did you go? Hey baby, I thought I'd know. Hey baby, where did you go? Hey baby, I thought I'd know. I'm still waiting. I'm still waiting. I'm still waiting to look Still waiting out. I'm still waiting to look out. for you to walk out. For you to walk out. Waiting. I'm still waiting I'm still waiting for you to yield. for you to walk out. I'm still waiting to look out. I'm still waiting I'm still waiting. for you to walk out. For you to walk out. I'm still waiting Waiting. for you to walk out. To walk out. I'm still waiting I'm still waiting. for you to walk